Вести на телевизија Плюс, добро вечер. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1742 тестирања, а регистрирани се 130 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје 40, Куманово 6, Штип 13, Прилеп 5, Тетово 13, Струга 4, Битола 3, Охрид 6, Кавадарци 2, Гостивар 18, Струмица 1, Пробиштип 2, Берово 1, Виница 5, Делчево 4 и Кичево 7. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 152 оздравени пациенти, од кои во Скопје 87, Куманово 18, Штип 14, Прилеп 2, Тетово 6, Битола 4, Гостивар 9, Македонски Брод 1, Кичево 5 и Ресен 6. Починати се 20 пациенти, еден пациент од Скопје и еден пациент од Штип. Пациентите се починати во болнички услови. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 12.970, бројката на оздравени пациенти е 9.513, на починати 549, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2908. Во текот на изминатото деноноќе на територијата на Република Северна Македонија, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 379 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Вечерва во емисијата Ало гости непознатиот глумец Раде Шербеџија, кој во емисијата зборува за достигнувањата во богатата кариера, за работата во Холивуд и спомените од Македонија. Емисијата започнува по дневникот во 18 часот, а во продолжение следува неговата изјава. И да сме се нашли Милчо и ја у едном малом кафеу на Сохову. И Милчо каже, тако разговарам мало и каже evo imam scenarij jedan, htio bi da ga pročitate. I dadne mi taj scenarij za film, ja odem kući, pročitam, sjećam se, tu večer pročitam scenarij i odmah počnem čitati ponovo. To mi se prvi put dogodilo. 2 put sam pročitao za redom Before the Rain, pred nožnoć, taj divan scenarij. I sutra dan se nađemo ponovo u istom kafeu u Sohovu, na Sohovu tamo, u tom kafeu i kad ja kažem Milčo, to scenarij je fantastičan, divan je. A on kaže, dobro, onda ti mogu reći da sam ga ja za tebe napisao tu ulogu, glavno. Pa rekao, kako si napisao to za mene, kad se mi prvi put vidimo, ne znamo se, jer on je živio u Americi. A on kaže, da li ti si igrao glavne uloge u filmovima mog najomiljenijeg režisera u Jugoslaviji, Živojina Pavlovića. Tako vidiš da je meni tu divnu ulogu i tu mogućnost da budem u tom fantastičnom filmu zapravo donio moj prijatelj Živojin Pavlović. Заврши асфалтирањето на уличките во населбата Средорек во Куманово, информираа надлежните од Одделението за комунални дејности од општината. За реконструкција на краците во должина од 384 метри од буџетот беа одвоени 1,5 милиони денари. Градежните активности на терен ги спроведе фирмата Кооп Инженеринг од Куманово, информираа претходно од Одделението за комунални дејности од општината. Во средината на јуни годинава се реконструираше и фекалната канализација во населбата во должина од 241 метар, за што беа одвоени 2,1 милиони денари. Жителите на Средорек велат дека по повеќе години добиваат добра инфраструктура со која значително се подобруваат условите за живот во една од најстарите населби во градот. Мотоциклисти кои направиле полесен сообраќаен прекршок беа ослободени од парична казна откако присуствуваа на сообраќајна поука што ја организираше СВР Куманово и Мотоклуб Мечки во рамките на проектот Безбедно во сообраќајот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На сообраќајната поука беа повикани 20 на прекршители кои наместо да платат парична казна од 35 евра, добија ослободување од кривично гонење. Но од СВР Куманово вела дека тоа не е најважната работа од овој настан. Тие сакаат мотоциклистите во иднина да ги почитуваат законите и да носат заштитна опрема.
Како една од воспитно-превентивните мерки во областа на сообраќајот за јакнање на сите учесници за подобро почитување на сообраќајните правила и прописи и поголема сообраќајна култура, една од мерките е одржување на сообраќајна поука за полесни прекршоци. Тоа е за мотоциклисти кои не носеле заштитна опрема и добиле казна од 35 евра во денарска противвредност, објасни Виолета Богдановска, раководител на одделот за превенција од СВР Куманово. Од мотоклуб Мечки апелираа да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи се работи за здравјето на секој поединец вклучен во сообраќајот. Тие посочуваа дека законот важи за сите возрасти и секој треба да внимава на својот живот. На оваа поучна презентација главен акцент беше носењето на заштитна кацига во сообраќајот. Во последно време се зачестени прекршоците за неносење на заштитна опрема. Првенствено тоа се млади лица кои во овие летни периоди не го почитуваат законот, а голем дел од нив и за прв пат се среќаваат со сообраќајните правила, вели Виктор Михајловски од мотоклуб Мечки. Оваа година ова е прв ваков настан поради состојбата со коронавирусот. Презентацијата за сообраќајна поука се одржа по протоколите донесени од Комисијата за заразни болести. На 20 август во четврток во раните утрински часови на подрачјето на Куманово ќе се изврши авиозапрашување против комарци. Доколку временските услови не го дозволат вршењето на дезинсекцијата, таа ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Се известуваат пчеларите навремено да ги превземат потребните мерки за заштита на пчелите. Исто така на 21 август, односно во петок, во 1 час од пополноќ, на територијата на општина Куманово ќе се изврши четврта теристичка дезинсекција против возрастна форма на комарци. Ако временските услови не го дозволат вршењето на овој третман, дезинсекцијата ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Под мотото "Биди хуман, дарувај крв, спаси нечи живот", Црвен крст Куманово организира вонредна крводарителска акција во четврток во просториите на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Оваа крводарителска акција се спроведува со цел да се зајакнат резервите на крвните единици кои периодов бележат надолен тренд. Од Општинската организација на Црвениот крст ги повикуваат сите граѓани заеднички да се приклучат кон акцијата преку највисокиот чин на хуманост – крводарувањето. Ги охрабруваме сите здрави и подобни лица кои ги исполнуваат условите за крводарување да даруваат крв со цел да се одржи адекватното снабдување со крв за пациентите кои имаат потреба од трансфузија. Нема ризик за добивање на COVID-19 преку процесот на крводарување, бидејќи респираторните вируси не се пренесуваат преку дарување или со трансфузија на крв, велат од организацијата. Крводарителската акција ќе започне во 9, а ќе трае до 15 часот. Почна изградба на 2 и реконструкција на 8 тоалети во гимназијата Гоце Делчев, информираа надлежните. Изградбата и реконструкцијата се спроведуваат со средства обезбедени од општинскиот буџет за тековната година. Во моментов се реконструираат 8 тоалети на 3 ката во централната училишна зграда. Дополнително, во тек е изградба на 2 тоалети наменети за ученици со телесна попреченост, изјави директорката на училиштето Марија Тодоровска. Во текот на летото во гимназијата во централната зграда обновени се и подните површини во 8 кабинети и тековно се одржуваат сите ходници и училници. Во гимназијата Гоце Делчев настава следат 950 ученици. Во општина Куманово и за време на корона кризата се купувале станови, куќи, земјоделски земјишта и деловни простори. Куманово е на првото место со најголем број на продадено земјоделско земјиште. Според податоците на Агенцијата за катастар, во периодот од 1 април до 30 јуни биле продадени 108 недвижности. Од нив 32 објекти се станови, 23 куќи, 8 деловни простори, 33 земјоделски земјишта и 15 градежни парцели. За истиот период под закуп биле дадени 11 станови, 4 куќи, 23 деловни простори и 1 земјоделско земјиште. Направените анализи покажуваат дека Куманово во овој период е на првото место со најголем број на продадени земјоделски земјишта 33, а потоа доаѓаат и Битола и Чешиново Облешево со 30 продадени земјоделски земјишта.
Најмногу станови биле продадени во општина Аеродром, најмногу куќи во општина Битола, а најмногу деловни простори во општина Центар, додека пак најголем број на продадено градежно земјиште е забележано во општина Сарај. Македонски стручни лица учествуваа во подготовка на прирачник со кој се подобруваат можностите за вработување на возрастни лица со интелектуална попреченост, информираа од граѓанската организација Активум. Организацијата заедно со сродни организации од Шпанија, Грција, Турција и Полска во рамки на проектот Едукативен метод што доведува до подобрување на вработливоста на возрастните лица со интелектуална попреченост, учествуваше во изработка на прирачник за тренери, достапен на 6 јазици, кој ќе ја подобри едукацијата на возрастни лица со интелектуална попреченост за користење на различни мобилни апликации, информираат од Сдруженијето. Овој прирачник вклучува фундаментални и корисни информации за тоа што е интелектуална попреченост, ги опишува потребите на лицата со интелектуална попреченост и опфаќа методологија за едукација на возрастни со интелектуална попреченост за користење на различни мобилни апликации. Вклучени се информации за мобилните технологии и мобилни телефони, а прирачникот завршува со многу важно поглавје кое вклучува 13 сценарија на случаи во кои избрани мобилни апликации можат да се користат од возрастните со интелектуална попреченост кои бараат работа или сакаат истата да ја задржат, изјави Марија Тошева од Активум, македонскиот партнер во проектот. Кошаркарите на Куманово деновиве започнаа со тренинзите во пресрет на новата сезона, која се очекува да започне оваа есен. Без двете американски засилувања кои оваа недела се очекуваа да пристигнат во земјава, точно во 7 часот вчера наутро на атлетскиот полигон во Куманово започнаа тренинзите на кошаркарите, односно така наречениот тренинг камп. На полигонот физичкиот тренинг го следеше нивниот тренер Владимир Мирковски во друштво на спортскиот директор на клубот Дарко Петковски Спејко. Во продолжение проследете ги вестите од Македонија. Довербата на граѓаните во институциите се гради и заслужува само преку одговорна политика и бескомпромисна борба со оние што ги кршат законите, независно од нивната функција и моќ. Ако не сме еднакви сите пред законот и ако политичката власт се користи за личното, а не за јавното добро, таквата држава нема перспектива, порача денеска претседателот и врховен командант Стево Пендаровски во обраќањето по повод Денот на армијата. Пред бројните гости на свеченоста што се одржа на воениот стадион во Скопје, Пендаровски потенцираше дека без доверба во институциите ја ризикуваме националната безбедност. Ниската репутација и разочараноста на граѓаните од политиката и политичарите креираат идеален амбиент за новите начини на поткопување на стабилност и безбедноста како што се хибридните закани. Прв пат земјава го празнува Денот на армијата како членка на НАТО, рече шефот на државата и го најави како врвен на тамошен приоритет вложувањето во вооружените сили и нивната модернизација. Тоа го очекува и во новата влада и новиот парламентарен состав. Долг пат поминавме од местото каде што почнавме пред 3 години. Станавме 30-та членка на Алијансата и дел од најмоćниот воено-политички сојуз. Се обкруживме со сојузници кои ги споделуваат нашите вредности. Нашето знаме гордо беше подигнато и се развиори пред седиштето на НАТО во Брисел. Но најважно од се, заедно со подигањето на нашето знаме се подигна и нашата гордост и главата на сите граѓани. Ова денеска во Скопје по повод одбележувањето на Денот на армијата 18 август го истакна министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Според министерката, со подигањето на нашето знаме во Брисел, прв пат во историјата на нашата татковина успеавме да забележиме успех кој, како што рече, ја помести нашата држава напред и ги отвори перспективите. Нашето знаме гордо беше подигнато и се развиори пред седиштето на НАТО во Брисел, пред сојузничката команда за операции во Монс, пред сојузничката команда во Норфолк, како и во сите останати команди на НАТО алијансата. Од зборови и надежи направивме резултат. Од прослави на кои НАТО знамето беше пример и символ на нашите желби, дојдовме во ситуација и го прославивме Денот на армијата и знамето на НАТО да биде дел и символ на нашата припадност и успех.
речеше Керинска. Почна закажувањето на прегледи и интервенции во електронскиот систем Мој термин. Сите јавни здравствени установи веќе ги креираат термините за прегледи и интервенции во септември, соопшти Министерството за здравство. Согласно изготвениот план за работа, а во соработка со Управата за електронско здравство, ќе бидат повикувани пациентите чии прегледи беа откажани изминатиот период. Исто така, сите елективни хируршки програми кои беа претходно одложени поради состојбата со пандемијата од COVID-19, ќе бидат реализирани согласно изготвените планови и протоколи на стручните колегиуми. Закажаните прегледи ќе се спроведуваат согласно претходно подготвениот план и протокол за работа на установата, со задолжително користење лична заштитна опрема од вработениот персонал на сите нивоа на здравствена заштита, почитување на физичка дистанца и негрупирање. Воедно ќе се врши и задолжителна редовна контрола над примената на превентивните мерки и донесените протоколи за работа од назначеното одговорно лице за контрола на COVID-19 и Комисијата за заштита од интрахоспитални инфекции со цел да се спречи можната трансмисија на инфекцијата со вирусот, соопштуваат од Министерството. Во здравствената установа ќе биде дозволен влез на лица со специјалистички и субспецијалистички упат 15 минути пред закажаниот термин за преглед, при што ќе биде дозволен влез само на уште еден придружник. Задолжително е носењето заштитна маска на пациентот и придружникот при влез во здравствената установа на закажан преглед или прием на болничко лекување. Сите јавни здравствени установи се задолжени да постават дезинфициенси за раце при влезот во установата и тие да бидат поставени на видно место, јасни насоки за пациентите, а одговорно лице од установата е задолжено да спроведува термален скрининг, епидемиолошка проценка и контрола на носењето лична заштитна маска на пациентите, како и одржување физичка дистанца од чекалните на амбулантите за преглед. Системот Мој термин не функционираше од почетокот на корона кризата. Новата учебна година да започне преку средства за електронска комуникација, но со 20 клучоци. Учениците од прво до трето деление наставата ќе ја следат со физичко присуство, имајќи го предвид нивниот социјален и емоционален развој. Но тука е неопходна согласноста од родителите и ќе се испочитуваат протоколите подготвени од Министерството за образование и наука, а разгледани од Комисијата за заразни болести. По барање на општините, односно основачите во училиштата, каде има мал број паралелки и ученици во согласност со епидемиолошката состојба и нивно барање од општините, ќе им се дава согласност, ќе се разгледува нивното барање првин во рамки на МОН и Министерството за здравство и потоа на ниво на влада ќе се одлучи за реализирање на настава со физичко присуство и тука неопходна е согласност на родителите. Новата учебна година од 1 септември ќе започне преку средствата за електронска комуникација, најави денеска на пресконференција министерот за образование Арбер Адеми. Сепак ќе постојат 20 клучоци од ова правило. Ученици од прво до трето деление наставата ќе ја следат со физичко присуство, имајќи го предвид нивниот социјален и емоционален развој, но тука е неопходна согласноста од родителите и ќе се испочитуваат протоколите подготвени од Министерството за образование, изјави министерот Адеми. Наставата со физичко присуство ќе може да се организира и во училишта со мал број паралелки ученици, но тоа првен ќе треба да го побараат општините кои се основачи на училиштата. По барање на општините, односно основачите, во училиштата каде што има мал број паралелки и ученици во согласност со епидемиолошката состојба и нивно барање од општините ќе им се дава согласност, ќе се разгледа нивното барање првин во рамки на Министерството за образование и Министерството за здравство и потоа на ниво на владата ќе се одлучи за реализирање на настава со физичко присуство и тука неопходна е согласност на родителите, изјави Адеми. Протоколот за образование денеска е поминат и на владина седница и истиот ќе биде објавен целосно во текот на денот. Времето денеска во Куманово беше сончево со дневна температура од 30 степени Целзиусови, а за попладневните и вечерните часови имаме најави за локализиран дожд и грмотевици и температура од 16 степени Целзиусови. За утре метеоролозите не најавуваат нестабилно и облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 14 до 25 степени Целзиусови. Ви благодариме за вниманието и имете пријатна вечер.